Добро вечер, моја Струмица! Добро вечер, председателе Иванов, добро вечер, премиере Груевски, добро вечер за најголемата политичка сила во Република Македонија, ВМРО, ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Председателе, да бидам искрен, кога идев навака во колата, се загрижив дали ќе има доволно народ, пошто мислев Заев да не, пошто вети 3 индустријски зони, 3 зони, 30 фабрики и 3000 вработувања, па реков да не се луѓето таму на работа втора смена. Ама има народ, председателе, има народ за ВМРО ДПМН. Но да го оставиме Заев, ке имаме доволно време за него. Почитувани струмичани, чест ми е што сум денеска тука, чест ми е секогаш кога сум во Струмица, меѓу вас. Има многу вредни луѓе овде, многу скромни луѓе, многу работливи луѓе. Луѓе со кои што делиме исти вредности. И затоа ми е посебно задоволство кога доаѓам во овој град, каде што сонцето малку посилно пече и работата е малку потешка. Ама вие знаете, секогаш Струмица и сите земјоделци ја имаат поддршката од ВМРО ДПМН. Но денеска ми е посебно чест и тоа што овде сме собрани да му дадеме поддршка на председателот Ѓорги Иванов за уште еден мандат да биде председател на Република Македонија. А да се биде председател на државата е навистина голема чест и гордост за секој. И кога се одлучува секој од нас да гласа за личност за председател, треба да имаме две работи на ум. Првата е човекот, личноста, карактерот на оној за кој што гласаме. И втората се делата, она што тој го направил во животот и што стои зад него. И тука можем да кажам дека изборот е лесен и јасен. Го познавам Ѓорги долго време и како човек, и како председател. И можам да ви кажам, почитувани струмичани, дека ако за некого важи максимата дека е човек од народот, нашиот председател Ѓорги Иванов е токму таков, човек од народот. И тој го започнал животот овде во јужниот дел на Македонија, работејќи вредно како и вие, пробивајќи се низ животот со многу труд, пот, со сопствената глава и со сопствениот труд. Станал професор на Универзитетот во Скопје и како и многу други се борел низ животот да постигне повеќе. Во последните 5 години е председател на државата, председател на Република Македонија. Но во сиот тој свој живот, Ѓорги Иванов остана еден и ист. Скромен човек, чесен човек, работлив човек. Човек кој што сака на сите да им помогне. Човек кој никому не одмага. Ако не може нешто да ви помогне, ќе ви каже човечки, ова не е до мене, не можам да го направам. Но никогаш нема да ви излаже. Човек кој што има и домашно воспитание, и навики, и карактер, што ние во ВМРО посебно ги вреднуваме. Честност, вредност, работливост, искреност. Тоа се моралните принципи зад кои што стоиме ние од ВМРО ДПМН и што ги поседува Ѓорги Иванов. Но председателот Иванов низ овие неколку години можев да го запознам и во функција на председател, како се бори лавовски за интересите на Република Македонија. Секаде каде што ја представува сопствената држава, го правеше тоа со дигнитет, со посебна љубов кон татковината. Тој е голем патриот и секаде се бореше за интересите на нашата земја. Дозволете да спомнам еден настан. Се случи на 24 септември 2009 година во Њујорк. Во седиштето на Обединетите нации, кога прв пат председателот Иванов имаше свое обраќање. И дозволете да подсетам што кажа председателот Иванов во таа прилика пред шефовите на држави на сите членки на Обединетите нации. Цитирам:
Денес во 21. век се чини апсурдно некој да биде ословуван како поранешна држава. Во име на достоинството на мојот народ, користам прилика да им се заблагодарам на сите 134 земји членки на Обединетите нации, кои го призна уставното име на мојата држава, а тоа е Република Македонија. Ете така се бореше Иванов за сите нас, за Македонија. Но председателот Иванов се бореше и за економски просперитет на земјата. И слушам сега овие од другата страна го критикуваат зошто на митинзите зборувал за економија. И разбирливо што го критикуваат. Замислете Бранко да зборуваше за економија. Незамисливо. А и немаше што да каже. Председателот Иванов има и право, и должност, и обврска да зборува и за економија, и за инвестиции, и за работни места, и за земјоделие, затоа што тоа од него го бара народот. Тој го праша народот што народот сака председателот да прави и каде да ја вложи собствената енергија. Во рамките на собствените ингеренции, председателот Иванов даде поддршка за сите проекти на владата на Република Македонија што беа корисни за граѓаните, корисни за народот. Секаде каде што можеше ни даваше поддршка, секаде во сите земји каде што одевме, било сам, било со нас, зборуваше за Македонија како земја во која што има добри услови за водење на бизнис, за да донесеме повеќе инвестиции и да отвориме работни места, бидејќи почитувани струмичани, само преку инвестиции и работни места и преку голема поддршка за земјоделството можеме да го подобриме животниот стандард на граѓаните и ние тоа го знаеме. И целата наша работа и работата на председателот Иванов е посветена кон таа цел. Председателот Иванов не седеше во Скопје и не одмараше во Скопје. Го прокрстари светот секаде каде што можеше, се среќаваше со шефови на држави, што би рекол народот, и со американецот, и со русинот, и со кинезот. Со сите оние кои што одлучуваат за крупните прашања во светот. И секаде се бореше за интересите на Република Македонија. Јас сум директен учесник во некој од тие средби. Председателот Иванов и премиерот Груевски се најзаслужни со својот единствен став што Република Македонија денеска може да гради автопати. Како резултат на нивните напори, на разговорот што премиерот го имаше со премиерот на Кина и потоа председателот со својот колега во Кина. Денеска во Република Македонија зборуваме за почеток на изградба на автопатот од Скопје до Штип, кој ќе ја препороди Источна Македонија. Зборуваме за изградба на автопатот Кичево-Охрид, кој што исто така ќе го препороди Охридскиот регион. Зборуваме за инвестиции во економските зони, во слободните зони. Почитувани струмичани, нема ништо во животот без многу труд. Председателот Иванов ги поддржа сите закони за носење на слободни економски зони и за привлекување на странски инвестиции. Денеска, како резултат на таа поддршка и како резултат на трудот на владата на Република Македонија и добрата бизнис клима што ја создадовме низ овие години, 15 фабрики веќе работат во македонските слободни зони, 7.500 работни места се отворени во тие зони. Се надеваме во иднина дека ќе имаме уште фабрики, уште работни места, затоа што тоа им треба на младите, тоа им треба на сите невработени, тоа ќе помогне да се подобри животот на граѓаните на Република Македонија. Председателот Иванов исто така се бореше и Македонија да стане дел од меѓународниот гасовод Јужен тек. Заедно бевме во Санкт Петербург и се сретнавме со раководството на Газпром, исто како што премиерот се среќаваше со председателот и премиерот на Руската Федерација изборуваше за потребата и бараше од нив Македонија да се вклучи во Јужниот тек. Така се работи кога заедно работат премиерот и председателот на државата за иста цел, кога работат за доброто на својата земја, секогаш има успех. И затоа им пречи на опозиционерите од СДСМ тоа што ВМРО ДПМН има двајца такви луѓе на клучните места во државава. Тие би сакале веројатно да сме раскарани како нив,
председателот да зборува едно, премиерот друго, а сето тоа би одело во корист на некој трети, на други држави, или би било на штета на граѓаните на Република Македонија. И кога реков, изборував досега исклучиво за делата на председателот Иванов и неговата улога во однос на проектите на владата. Накратко ќе се осврнам само, бидејќи и нема што да се зборува за неговиот против кандидат. Бидејќи тој најмалку е нов човек. Тој секако исто има дела, ама гледате бега од нив како ѓавол од темјан. Не сака да зборува за своите дела. А знаете зошто не сака да зборува? Не сака затоа што тие се лоши дела. Затоа што како резултат на неговото дело и на менторот негов Црвенковски следуваше територијалната организација со која што Кичево и Струга за секогаш ги сменија границите. Како резултат на неговото аминување како председател на ДИК се спроведоа фалсификувани избори во кои што Црвенковски стана председател. Значи има дела господинот Пендаровски. Ова се неговите дела. Тој не е нов човек во македонската политика, ама никако не сака да зборува за неговите дела. И кога нема што да зборуваш, плукаш, напаѓаш по другиот, против кандидатот. Но народот тоа знае да го процени. Граѓаните денеска знаат да оценат кој има зад себе дела, кој има проекти, кој работи за интересот на Македонија. Тоа е председателот Иванов и сигурно ќе ја добие повторно довербата. Затоа, почитувани струмичани, не слушајте многу, пошто и други ќе дојдат тука и обично на зборови се добри, ама на работа не се. Верувајте му на оној што работил досега и што го сработил за вас, она што го сработил, а тоа е ВМРО ДПМНЕ. ВМРО ДПМНЕ е она што го ветува и го исполнува. Тоа е нашата вредност, по тоа сме различни од СДСМ и по тоа председателот Иванов е различен од било кој друг против кандидат. Затоа Струмица сложно и обединето коалицијата за подобра Македонија на 13 април и на 27 април масовно да излезе и да ја даде поддршката за нашиот сегашен и иден председател, господинот Ѓорѓе Иванов. Да сте здрави и живи, да има напредок во семејствата, да оди напред Струмица и Република Македонија. Благодарам.